Почитувани, добар ден, повторно сте со вашата црвена линија. Очекувам и денес да ви има во голем број, активно да се вклучите, да се јавите и секако да го кажете вашиот став и мислење. А еве зашто ќе зборуваме денес. Османи предвиде меѓуетнички тензи. На вчерашните протести група луѓе фрлаа шишиња кон демонстрантите, а едно лице дури и пукаше со пиштол во воздух. Оно што ве прашува црвена линија, дали кревките меѓуетнички односи во Македонија повторно ќе бидат оружје во рацете на политичарите? За да го дадете вашиот одговор на ова прашање од црвена линија, треба да го завртите добро познатиот број 02307 6677 и еве вака на самиот почеток подсетувам, намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте исклучиво преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. А ако сакате да гласате на нашето анкетно прашање, доволно е да не заследите на Инстаграм. Еве вака изгледаме на Инстаграм, анкетата за денес гласи: дали внесувањето на бугарите во Уставот ќе ги подобри или ќе ги влоши меѓуетничките односи? Одговарате како и секогаш со да или не, а резултатите ќе ги соопштиме веднаш таму некаде по рекламите. Сега е време за првиот гледач во ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Секој е добро, убав ден. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Ова што се случува на денешницава и вчера поготово, видовме дека веќе етничките односи почнуваат да загреват. Овој човек вчера кој наде пиштол, кој пукаше во воздух, то не е од партијата на опозицијата, тоа е од партијата на опозицијата на Озијадин села. Тој е директор на комунална хигиена. Да се разбереме, овде се игра големи игри на големо. Нека разберат тие политичари дека граѓаните да не ги втурнуваат во меѓусебни пресметки. Да разберат дека ова... Дали сметате дека меѓуетничките еве вака создадени тензии всушност ќе бидат само алатка во рацете на политичарите? Да, ќе бидат само алатка во рацете на политичарите. Да, ќе бидат во алатка во рацете. Затоа што тие двај чекаат на некој начин овие работи да ги загреат. Еве вчера тоа намерно се отиде во площадот Скебербек да се загреат тие меѓуетнички односи. И видовме вчера дека веќе имаше и таму пукање и така напред. А господинот Крстевицки дека не се воздигнува дека некој сакал него да го убија. Не е вистина. Ова се просто направени работи кои што треба да се одвија меѓуетничките односи во Македонија загроза. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам што искористивте можноста и ето и вие го пробивте мразот повторно во ова денешно издание на Црвена линија. Да слушаме што ќе каже следниот гледач. Добар ден од нас. Дали се слушаме? Добар ден. Намален ли е тонот на ТВ приемникот? Зборувајте преку слушалка. Одлично. Одлично, ве слушам, повелете. Благодарам. Дали кревките меѓуетнички односи во Македонија повторно ќе бидат оружје во рацете на политичарите? Да. За такво нешто јас велам и сум сигурен дека и не станува збор. Сега во ова време невреме тражи се некои позиции за да може да добие поени. Човекот со пиштол што го видовме на протестите, тој не бил на протест, него тој бил испред својот хотел и бидејќи тука може би еден ден или два дена пред тоа дека му биле оштетени прозори или не знам што на хотелот таму. И затоа човекот сега со оружје и покрај тоа што не е смел тоа да го направи, него револтиран, со оружје излегол да си го заштити својот имот. Тој нема никакви претензии ни према една, ни према друга партија. Тоа на секого да му биде јасно. Што се однесува до Османи дека изјавил дека ќе има меѓуетнички немири, јас тоа го немам слушнато и мислим дека тоа не е точно. Дека Османи го рекол дека ќе има немири. Затоа мојот е став дека нема никакви меѓуетнички односи, проблемите се сега меѓу позицијата и опозицијата во врска со францускиот договор. Еве сега, апропо гледачот кој што се јави,
ќе прочитаме еден наслов, вели нелогично е дека Цуфи Кока сакал да го убие Мицкоски, тоа ми изгледа како парадокс, вели Арбен Таравари. Еве сега и ќе го зумнеме наслова да го видите. А меѓу другото ќе ве потсетам за повеќе информации сега кога следете на natelma.com.mk и додека очекуваме да вклучиме нов гледач во црвена линија, најнова вест е дека идентификуваните двајца пиштолџи допрва ќе се носи одлука за нивно притворање. Многу повеќе на natelma.com.mk. А сега времето и новите 90 секунди за новиот гледач. Добар ден. Дали е намален тонот на ТВ приемникот? Зборувајте преку слушалка и се надевам дека ова добар ден конечно ќе го слушнете. Црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас мислам ова вака не треба да биде. Не е убаво со оружје да се ракува. Дека да се среди Македонија да излегат, например, на паради со мирни протести, со мирно се и да нема со пиштоли, со тепачки, со такви работи. А еве сметате ли дека кревките меѓуетнички односи всушност ќе во Македонија повторно ќе бидат оружје во рацете на политичарите? Гледачот најверојатно се исклучи. Добро, еве, ќе повторам по ко знае кој пат, но така мора за да се слушнеме добро на 023076677. Она што ве прашува денес црвена линија, дали кревките меѓуетнички односи во Македонија повторно ќе бидат оружје во рацете на политичарите. Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка и ќе се слушнеме добро. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро од црвена линија. Поздрав до вас и до емисијата. Голем поздрав и до вас. Фала, па вака ситуацијата навистина не ми се допаѓа. Сето тоа нели вчера што го видовме на протестот можеше да доведе до поголема ескалација и уште поголеми меѓуетнички тензии. Се тоа ме потсеќа на 27 април, сите знаеме што се случи тогаш. Не треба да дозволиме одредени политички партии да го манипулираат народот, нели, со нивните повици за радикализација на протестите. Само видете во овие 3 дена колку неубава слика имаше. Кога велам на неубава слика, мислам првенствено, нели, на фрлање со предмети кон полицијата, која сама си вршеше, нели, својата должност и работа. Нека се протестираат слободно, ќе има протести и после нив, нели, нормално. Ама сметам дека пораката за насилството, инцидентите и хаосот мора да запрат. И сега, ако се стремиме кон тоа да бидеме, нели, европска модерна држава, тие манери треба да ги применуваме дури за време на протестите. Очигледно така ми се чинеше мене, не знам и на некој друг можеби така исто размислува, дека вчерашниот настан некому беше можеби смислено сценарио, нели, улога на жртва која не успеа. Бидејќи внатре коалиционите препреки не треба да се злоупотребуваат за добивање на улогата жртва. А во врска со анкетата, ќе можете на темата да ми ја прочитате? Дали внесувањето на бугарите во Уставот ќе ги подобри или влоши меѓуетничките односи? Да па, ја или мислам не? дека ќе ги подобри и се надевам дека ќе ги подобри. Благодараме. Јас се надевам дека ќе останете до крај во ова денешно издание на Црвена линија и ќе ги слушнете и останатите мислења. Меѓу другото, и денес ќе ве посветиме и малку повеќе внимание на твитерџиите кои што и те како твитаат на Твитер заедницата. Ќе ве потсетам секако да не заследите и на Фејсбук Црвена линија. Таму можете да коментирате, се разбира, да си го дополните она можеби што не сте го кажале во своите 90 секунди, да шернувате, лајкнувате. А ако сте на Инстаграм, задолжително гласете и на нашата анкета. Иво Босилков, еве го издвоивме неговиот твит, вели етнички ексклузивни протести со жестока реторика за предавници, непријатели и омраза во контекст на кревки меѓуетнички односи. Се знаеше каде ќе доведе. За жал на ниеден политичар овде не му е приоритет да ги поправи тие односи, само да профитира од нив. Што мислите вие? Ќе дознаеме кога ќе го вклучиме и новиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро од Црвена линија, убаво ве слушаме, повелете. Да си го кажам своето мислење.
ова што го гледав на вашата телевизија, прилозите што идеа за вчера тоа кај Скендербек, ми се вика площадот, тоа беше многу посериозно него 27 април. Тогаш немаше пукање, немаше ништо. Сега овие учесници, не знам колку се, ако не добијат исто 200 години робија, како што добија нашите македонци кои ништо не направија, тогаш ќе има меѓуетнички проблеми. Не може едните да се привилегирани да пукаат, другите да пеат, знамења да веат и 200 години да лежат. Тоа малце не е во ред. Што се однесува до протестите, ја не учествувам ни во овие протести, ни тие што беа пред 5-6 години, 27 април. Ама од телевизија тоа што гледав, тие протести тогаш беа многу по-сурови. Штабот на председателот на државата Ѓорѓе Иванов го запалија у оген, у пламен. А еве да ве прашам дали сметате дека кривките меѓуетнички односи... Полицајците. Сега ја не гледам ништо такво. Фрлање, фарбање, све се уништи, пола град се уништи. А има и на анкетата да ни одговорите. Дали ме слушате на анкетата? И пазите, плюс се пука и луѓе сега вика не треба да се провоцира, ќе пукаат. Па на шоричи тоа. Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија, продолжете да не следите. Сакав неминовно да ве прашам и вратам на темата и кој е вашето мислење во однос на тоа дали кривките меѓуетнички односи ќе се најдат во рацете на политичарите повторно како оружје, но најверојатно не се слушнавме. Еве ќе слушнеме што ќе каже следниот гледач, така да велам добар ден. Добар ден. Секој добро и вам, повелете. Секако дека ова е сериозна работа и мислам дека ова е наметнато од една политичка партија која што не им одговара оваа ситуација Македонија се уште да биде пред вратите на Европската Унија. Тоа 100% е така, меѓутоа што рече пред малку некој, поопасна работа од оваа нема. Второ, што се однесува за вашето прашање за бугарите, не сум против, меѓутоа во уставот треба да има бланко отворено за 150-200 нации у светот кој сака нека влезе во Македонија и нека влезе во уставот, меѓутоа бугарите да го отворат исто така за нашите македонци тамо. Тоа као прво услов да биде кај нас. Не сум против, меѓутоа нека го отворат и они исто за нас. А сметате ли дека кривките меѓуетнички односи повторно ќе бидат оружје во рацете на политичарите? Секако тоа е сериозна работа и затоа реков дека тоа е опасна работа. Друго што сакам да ве замолам, повелете. Еднаш се јавив и кажав. Ова нека биде прва и последна слика во вашата позадина. Би сакал да има стихови од Блаже Коневски, стихови од Коле Неделковски, од Охрид некоја слика. Така, еве ја ќе ви откриам дека од новата сезона, тоа таму некаде од септември, секако ќе има измени. Така да бидете без грижа и останете со Црвена линија до крајот на ова издание и секако следете го секое наредно. Благодарам, почитувам што се вклучивте во Црвена линија, а вас останатите ве охрабрувам и ве да си го кажете вашиот став и мислење и да не заборавите да се јавите што поскоро на 023076677. Тоа го направи нашиот следен гледач, па да слушнеме што ќе каже. Добар ден. Добар ден. Јас сакам да кажам нешто за протестите. Слободно повелете, кажете. Видете, протестите некако не е добро организирани, граѓаните не се добро информирани. Само знаат дека францускиот прилог не чини, а фактички за францускиот прилог нисто не се информирани. Не знаат граѓаните што е тоа, како е и зошто е. Некој ги тира таму, ги накану дека не чини и готово. А иначе конкретно за темата наша денеска, предлог што има даено Франција, сите атрибути се содржани за занат македонците. Така, за денешнава тема и ве ваше мислење. Тоа добро да го разбери, да го прочита, секи пат ќе биде сигурен дека тоа ќе биде не во корист наша, него прв пат
после давни години, после милиарди години, ние како македонци ќе видиме признати од цела Европа, од цел свет, најважни од соседите. Оти не е битно да сум јас македонец ако некој не ме признава. Сега да ми одговорите и на ова прашање. Да, ќе морам тоа добро да му се објасни на народот. Вие како новинари да му кажувате дека францускиот предлог е само предлог. Надлежно за сите тие атрибути во самите преговори ќе бидат добро разрешени. И ќе останеме прв пат во историјата како македонци. Цениме што се вклучивте во Црвена линија. Напомена за сите оние кои што понатаму ќе се вклучат да се држиме до темата. Главната тема денешна во Црвена линија е дали кривките меѓуетнички односи во Македонија повторно ќе бидат оружје во рацете на политичарите. Што мислите вие? И секако подсетување 90 секунди е време траењето на секој излагање. Тајмерот го објавуваме. Внимавајте и мерете си го времето. Добар ден. Здраво. Здраво, секој е добро. Имате тоа екстра прашање што го имате? Како стакова што давате? Па и вака, доволно е да ни кажете што мислите. Дали кривките меѓуетнички односи во Македонија повторно ќе бидат алатка или оружје во рацете на политичарите? Види вака сега, политичарите се политичари, ама одека више на овие протести се искрени луѓе кои се аполитични и разочарани од политичарите што до сега ја разнебитува оваа држава. Значи, овие протести не ги прават луѓе кои зависат од политиката и дека види се, во моментов некоја информација ми дојде од една особа, ми реше да кажам, значи, дека може и самиот СДСМ ја прави овие протести ги прави, така агитира кај своите членови и симпатизери, нешто така разбрав сега да ми кажа, дека за да не успеат овие, значи, овој договор француски, урвајте, викате, а ние ќе се преме као не ćeme да попуштиме. Ме разбирате? Па сега може тоа да еве сега ми дојава ми даваат. А иначе никако да се прифати француски договор, дури гледачи номенклатурата од власти. Цениме што се вклучивте во Црвена линија, продолжете да не гледате. Сега повторно ќе прочитам уште еден твит, нека биде еве инспирација на дополна на сите оние мислења и ставови кои што досега ги слушнавме. Иво Босилков, еве може да видите како тоа изгледа на Твитер, вели етнички ексклузивни протести со жестока риторика за предавници, непријатели, омраза во контекст на кривки меѓуетнички односи се знаеше каде ќе доведе. За жал на ниеден политичар овде не му е приоритет да ги поправи тие односи, само да профитира од нив. Што мислат гледачите ќе слушнеме доколку се јавите на 02-307-6677. Продолжуваме понатаму. Ново, добар ден. Добар ден, се слушаме, се надавам. Црвена линија. Линија. Вие сте во програма, добар ден. Сега вака да ви кажам, госпожо. Повелете. Намалете го тонот на ТВ приемникот, да не се слушам јас. За момент таму. Ете така, ќе причекаме, времето се врви, значи гледате. Ајде. Сега вака да ви кажам, госпожо. Вие 90 секунди да и намалите, не да и намалите, да изголемите на не на 20 секунди, 200 секунди да видат и 300 секунди. Секо немате што да давате на телевизиите. Да се зголемат минутажа, не секунди. Ајде да не ја трошиме минутажата, односно секундите. Што ќе кажете? На уредникот да му кажеш да зголемите. Вака сега, јас ќе кажам дека тоа што траеме 90 секунди е секој излагање, секако на барање на гледачите, бидејќи желбата е да се вклучат што повеќе гледачи. Во интерес на време траењето на целото издание на Црвена линија, подобро е да ве има повеќе, да слушнеме повеќе мислења, бидејќи ако трајат подолго излагањата, тогаш и бројот на гледачите кои што ќе се вклучат ќе биде помал. Да слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добар ден.
Добар ден. Се слушаме, добар ден. Вашава тема, дали кревките меѓуетнички односи во Македонија ќе станат повторно ќе бидат оружје во рацете на политичарите. Јас можам да ви кажам дека директно од терен, како протестант за цело време, сакам да кажам дека е тој протест сенароден. Народот кој што протестира е многуброен и е сенароден, значи има од сите народи таму. Зошто последните два пати се случија инциденти сред толкава маса народ, не ми е јасно, освен ако ги следам пресовите на овие што се политичари, да речам. Значи, таму имаше многу убав свет. Имаше и албанци, и срби, и црногорци, и хрвати, стари господи, дечиња мали. Вчера на протестот се направи, значи, по цела траса немаше воопшто полиција. Кај Скендербек имаше само тројца, четворица. Колата ја паркирав доле во МН-та. Имаше премногу полиција. Таму имаше премногу полиција само пред влада и пред собрание. Имаше полиција како за 5 милиони народ, а кај Скендербек воопшто немаше. 15 минути не држеа како во тесно грло, кај подвозникот под мост. Се случи што се случи, го видовме сите инцидентот. Толку мирољубив се народен протест. Цениме што се вклучивте во црвена линија. Повторувам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Бидете подготвени, се разбира оно што ќе го кажете, да не изгледа дека ве исклучуваме. Тајмерот мери, нови 90 секунди за нов гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. По кој сте кој пат? Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка. Подобро ќе не слушнете, а и нема да се повторува и да се слуша оно што го кажуваме во програма. Како ехо. Ето, јас таму се слушам како се... Ама некој друг таму зборува. Не, сега сте вие, повелете во програма сте. Ама не сум во програма, кажува таму на некој да го намали телевизорот. Јас ви велам, но бидејќи ви е вклучен, водителката ви вели, на вас ви велам, намалете го тонот на ТВ приемникот за да немате повторување. Ама не сум ја пред душоеве, некој друг разговара. Вие сте. Како се викате? И јас се викам Благоја. Благоја, јас се викам Тина, значи сте во програма сте. Повелете. Ама не зборува друг таму. Не зборувате вие. Што ќе кажете? Имате време. Ајде да зборуваме за темата. Благо, значи се откажа. Како и да е, ке ве подсетам. Значи, ве слушаме одлично, вие сте во програма, задолжително намалете го ТВ приемникот. Процесот е како да зборувате на телефон со некого, значи не зборувате преку телевизорот, туку преку слушалката. Ке вклучиме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Да ви кажам, дали меѓуетничките односи, значи вчера ескалирало. Значи однапред не, беше кажано... Не, прашањето дали ќе се користат како оружје во рацете на политичарите? Тоа е обавезно кај нас. Кај нас е тоа, не знам што друг збор не може ни да се каже. Така да кај нас тоа е секојдневие. А може ли да се спречи тоа, еве, ваше мислење? Како да се спречи кога тука е многу, како да кажам, заострена работата, се работи за многу суштинско прашање, за нешто директно што те удира, оваквото, така да не знам дали ќе може, меѓутоа ова е, не знам што да кажам, вчера тоа толку беше лошо што се случи и за пазите, молим те. Значи они унапред знаат све што ќе се случи. Тоа е значи нивно направено сценарио. И ова све што се случува, све од шарената револуција, меѓутоа во шарената ВМРО вака не апсеше како они што прават и што го заплашуваат народот. Министрите за овакво на МВР што се и
треба тој под хитно, значи таму треба да се стават стручни лица од таа област, што знаат како треба што да се обезбеди и да се заштити, а не само да се кажат коментари на телевизија и да се сликаат. Значи, ние немаме више безбедност, еве денеска рутата се менува. Зашто? Од некој што се игра со оружје, по оваа невидена срамота. Веќе почна уцена. Внимавајте на тајмерот и благодарам за вклучувањето во црвена линија. Сега е време да слушнеме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Телефонот звони, велам добар ден, црвена линија. И трета среќа, добар ден, се надевам дека се слушаме, црвена линија. Добар ден. Добар ден, секој добро. Ако се слушаме. Да, се слушаме одлично, повелете. Ви благодарам и ви посакувам убав ден. Најубав ден ви посакувам и јас. Ви благодарам вака. Меѓуетничките односи во овој момент ќе се нарушат. Затоа што масовно народот, мислам, излегуваат, протестираат, има дофрлување на некои зборови кои што не му доликува. И јас сум излегувал на вакви штрајкови, протести и се. Камо во тој кордон да има обезбедување, да ги обезбедуваат луѓе кои што се имаат со црвена трака на раката, да ги поучам, пошто Мицкоски треба да знае тоа, дека во случај на нешто треба на 10.000 души 100 обезбедувачи треба да има. Да нема дофрлување на зборови. Господо, во овој момент е тешка ситуација. Секој негативен збор контра добива збор. А тој контра збор значи дека ќе настане некој меѓуетнички односи, ќе ги нарушиме. Што се однесува за проблемот, најдобро е да се ги реши во собранието. Нека си влезе на широка маса, пратениците нека одлучат. Ни владата, ни ние граѓаните. Можем јас да навивам за францускиот, а вие контра и што правиме. А затоа нека се одлучи собранието каква одлука ќе донесе. Тие се тие кои ги гласавме и тие политичари, тие пратеници нека дадат црвено светло или зелено светло. Така, цениме што го споделивте вашето мислење со нас и не заборавајте да си го мерите времето, кое што е 90 секунди, за да не биде дека ве исклучуваме. Преминуваме на мислењето на нов гледач. Добар ден. Намален ли е ТВ приемникот, тонот на ТВ приемникот? Добар ден, вие сте во црвена линија. Намалено. Видете, ме иритира една од гледачките што сега рече вакви чудо нешто, вакви демонстрации мирни не било. Дали денеска некого притворија полицијата? Вас ме прашувам, водителка, дали имате слушато, дали притворија денеска некого? Притворени се. Меѓуособничи. Ајде продолжете да не ви одземам од времето. Па зашто и затворија? Денес не затвората, вчера ги притвориле. Па срамота е ваша го прават. Ние гласавне избори, имаше гласавне пратеници. Нека си го решат плата, земат за да го решат овој проблем Собраниево, а не по улица платеници со качулки. Ништо не правиме вака, биро. Ние само ќе купиме и ќе ни се смеи светов. Ништо друго не правиме. А сметате ли дека меѓуетничките односи повторно ќе бидат оружје во рацете на политичарите? Ќе бидат, па наравно. Лошото лошо носит. Лошото лошо носит. Што има тука? Не е тука чудно нешто? Благодарам и вам. Секако не е чудно да ве имаме во голем број. Дискутираме на тема за која што верувам дека имате што да кажете, па еве да слушаме ново мислење од нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро ве слушам, тоа е најважно, повелете. Дали може да коментирам? Секако повелете, во црвена линија сте. Значи, ќе бидам многу краток. Дали кревките меѓу етнички односи во Македонија повторно ќе бидат оружје во рацете на политичари.
Прво што ќе кажам е дека кревките меѓуетнички односи се резултат на кревките меѓудржавни односи, нажалост, со нашите соседи, за кои што веќе веројатно знаат. А само едно би кажал, зошто за ваков настап, за ваков вчерашен непристоен настап со вадење на оружје, не застанат албанските политичари за да го спречат тоа, за да не го прават војци. Објаснете ми го прашањето, мислам не вие, значи сомне се појавува дека кажаното од министерот за надворешни работи веќе е во функција. Значи, тој треба да ги смири. Ако не ги смири, приказката е многу јасна. И сите веќе ја знаеме. Благодарам што се вклучивте и што го дознавме и вашето мислење. Продолжете да не гледате. Секако за сите настани може да се информирате, ќе потсетам на telma.com.mk, а времето ќе го стапиме за новиот гледач. Добар ден! Добар ден, Црвена линија. Да, во програма сте, Црвена линија. Добар ден. Добар ден, секој добро, повелете. Се слушаме ли? Црвена линија, во програма сте. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Вака. Да, продолжете. Прво би сакал да кажем дека треба министерот за внатрешни работи подхитно да се поднесе оставка и министерот. Албанец не може се грижи за држава, тој е продал нашата држава, луѓе. Зошто ние се заносиме? Јас полна подршка давам на сите граѓани кои излегува да ја браниме државата. Нашата држава беше во стечај. Сега ни ја продадува, ни одзема името, ни одзема се што имаме македонско. Овие споменици што ги гледаме што се бореле овие херои за Република Македонија не може да бидат бугарски. Тие се македонци, се бореле за Македонија. Протестантите свака час, но министерот за внатрешни работи подхитно треба да пресеме како неспособен човек што направи авансите тука кај Соколната куќа. Протестантите се одес. Молим? Да ве прашаме сега конкретно мислење и за темата. Кревките меѓуетнички односи. Каде се албанците сега? Дали ќе бидат оружје во рацете на политичарите? Тоа е темата. Гледачот најверојатно се исклучи во ред. Во продолжение морам да забележам дека некој од оние можеби прв пат се јавувате како да не сте успеале да слушнете дека треба да се намали тонот на ТВ приемникот. Знам дека повторувам многу пати, но тоа е задолжително. Бидејќи не се слушаме добро, а сте вклучени во програма, затоа зборувајте само преку слушалка. Ајде да видиме дали имаме успешна мисија. Ама така зборувам, изгасено е кај мене телевизорот. Одлично, повелете, добар ден прво. Значи, ево ќе почнам се од почеток. Значи, кревките меѓуетнички односи во Македонија повторно ќе бидат оружје во рацете на политичарите. То, ме слушате сега? Да, продолжете. Така. Значи, моје мислење е дека албанците тука подвалија, во смисла попуштија. Тие сакат заедно одиме сега, значи, према Европа. Меѓутоа, тие сега сакаат да шо побрзо ние го прифатиме овој францускиот предлог, како што е таков да вредиме, со многу реперкусии за македонската страна. Те идентитетот, па таа платформата, па не знам што друго тето. Меѓутоа, јас мислам дека ако беа македонците, односно албанците да има проблем, мислам македонците ќе беа максимално коректни. Сега албанците треба вистина да бидат коректни и да чекат да се согласат сите точки да бидат на место, односно да немаме проблеми во историјата ние со бугарите. Вака че испадне дека албанците и бугарите чекаат прилика да ние влеземе во Европска унија, а после да си имаме проблеми и со векови, и со децени и со векови. Према тоа, значи сигурно дека ова може да ескалира. Меѓутоа албанците треба да се свестат.
Одиме сега на заеднички пат. Нема откажување. Не смеат да откажат, тие сега да речат не, чекајте се, или подпишите што треба и што не треба тамо да влеземе во Европска унија, па после сликајте се тамо вие, или имајте си проблеми со бугарите. Та бугаризација ќе не кошта нас робство. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Ево јас уште еднаш ќе ве потсетам. Најновите вести можете да ги прочитате секако и да се информирате на tilma.com.mk. Меѓу другото, во моментот се расправа во собранието токму на оваа тема. А сега да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? И еве ќе се обидам уште еднаш, се надевам дека се нивмала на правилата кои што мора да бидат, а такви се да се намали тонот на ТВ приемникот. И добар ден за следниот гледач, Црвена линија. И ништо, најверојатно гледачот не слуша од другата страна. Ало? А еве го гледачот. Добар ден. Добар ден, секој добро. Се надевам дека се слушаме. Дали ме слушате вие? Да, супер е, повелете. Вака сега, интересна е темата. Јас би почнал и би кажал дека со одговор да, дека овие кревки меѓуетнички односи можат да бидат оружје во рацете на политичарите. И тоа нема да биде прв пат. Мислам дека се започна од митингот на ВМРО ДПМН, кога на митингот беше кажано дека состојбите може да ескалираат, поточно дека ќе се радикализираат протестите пред институциите во Република Македонија. И тоа навистина се обистини. Имаше повеќе протести кои минаа мирно и тоа е за поздравување затоа што тоа е демократска работа. Меѓутоа, меѓу демократијата и анархијата постои црвена мала линија, тенка линија. Демократијата се претвори во анархија пред некој ден, завчера или вчера беше, кога пред собранието се слушаја тие немили настани. О сценариото, според мене, затоа и реков да на прашањето, ја слушав вчера изјава. Внимавајте на тајмерот. Драго ни е што се вклучивте, го цениме вашето мислење. А сега сите ќе се одмориме малку со реклами. По рекламите повторно со Црвена линија, онаму каде што ги соопштуваме резултатите од денешната Инстаграм анкета, која што гласеше вака: дали внесувањето на бугарите во уставот ќе ги подобри или влоши меѓуетничките односи? Требаше да одговорите со да и не, па еве вака се и конечните резултати. Со 63% одговорија да и 37% одговорија со не. И тука, драги мои, сега ќе ме видите мене повторно и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Утре во истиот термин ве очекувам во поголем број, ќе дискутираме на нова жешка интересна тема. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија и имајте убаво попладне. Довидување.